30 занаетчии во Тетовско ставиле клуч на својата фирма во текот на изминатите 9,5 месеци. Од регионалната занаетчиска комора велат дека ова е најлош период досега споредбено со претходно, кога во просек годишно се затвореле само по неколку фирми. Дополнително намален е и бројот на новорегистрирани фирми. Во Тетово во врска со занаетчиите, од короната наваму со субвенциите некако испливаа, да речем, на некоја површина. Ама сега со кризата, со енергетската криза, малку тешко. Ова година само се затвараат фирми, се жалат дека уште поголеми сметки ќе имаат. Не се знае до крајот на годината како ќе се издржи, поготово ако нема некоја помош и за занаетчиите како што се и за големите фирми. До сега немало толкава бројка, значи се бришало минимално нешто, имало многу уписи, поготово со самовработување, кога има грантоите од Агенција за вработување. Имало и по 50 уписа во годината, а годинава само 5. Освен занаетчиите кои претежно се помалку вработени и со помал капацитет, и поголемите предпријатија прават пресметки дали ќе можат да ги издржат високите сметки за струја. Од Тетовската агенција за поддршка на предпријатија ЕСА велат дека доколку нема соодветна државна помош, голем број фирми ќе затворат или ќе стагнираат со производство. Сите тие што имаат исклучиво што имаат самиот процес на производство вклучува електрична енергија. Да кажеме во над 50% од работата со струја, да кажеме некои имаат и 70-80% во постапката. И тие немаат обични машини, него имаат автоматизирани и тешка индустрија, некои има, таму мора да се најде решение или формула или форма каде што да се надмине ова моментална состојба. Инаку 80% од дејностите на пазарот се занаетчиски, освен бутици, колонијали, угостителски објекти и такси компании.